гледачи, добро дојдовте во уште едно издание на Политико. Се уште сме во Охрид и имаме многу интересни интервју денеска. Разговараме со извршниот директор на Сдружение на невладини организации или младински организации Сега. Значи Зоран Илиевски. Ако се нешто, поправете ме. Благодарам. Благодарам за поканата. Чест ми е посебно што гостувам во вашата емисија. Правилното име на организацијата е Коалиција на младински организации Сега. Колку се младински организации? Во моментот членството во коалиција Сега брои 28 организации од различни градови од Република Македонија, кои што заедно се здружуваат и заедно функционираат и делуваат под коалиција Сега. Во својата структура коалицијата Сега има главна канцеларија во Прилеп и своји регионални канцеларии во Охрид, во Тето, во Скопје и во Штип, кои што имаат за цел да дадат поддршка на членките ширум Македонија, да ги координираат активностите и да обезбедат подеднакво вклучување на што е поголем број на млади во сите региони во Македонија. Поводот за нашиот разговор е новиот закон за млади кој што се подготвува. Вие соработувате со владата за изработка на тој закон. Може ли да ми кажете што е целта на законот, како ќе изгледа законот, што сака да се постигне? Во моментот она што е актуелно за младите како целна група во Македонија и историски чин се разбира подготовката, процесот на подготовка на закон за млади, кој што има основна улога да обезбеди повеќе сегменти, појаснување првично поимолошки. Кои се млади како категорија во нашата држава и во самиот предлог закон дефинира дека тоа се млади на возраст до 29 години, од 17, понатаму дефинира што е тоа младинска организација, што е различно од другите здруженија на граѓани во државата, да дефинира што е тоа национална младинска организација, начин на делување на организациите, начин на нивно функционирање, финансирање, што е младинска размена, што е меѓународна соработка. Значи, ова се основните елементи кои што првично овој закон ги дефинира, понатаму два многу важни сегменти уредува, односно ќе уредува овој закон, тоа е делот на младинското организирање, да даде поддршка на младите во државата подобро да функционираат во младинска организација и вториот исто така битен, мислам дека и најбитен елемент е младинското учество, да го гарантира учеството на младите на локално ниво во делот на делување на локалните самоуправи. Исто така, овој предлог закон предвидува и национално представување на интересите на младите преку формирање на национален совет на млади, кој што би требало да биде комбинажмент структура, сочинета од представници на различни министерства при владата на Република Македонија и представници на локални совети на млади и национални младински организации. Целовиот систем покасно верувам дека во разговорот ќе го елаборираме што е тоа локален совет на млади, што е тоа национален совет на млади, но основните насоки на овој предлог закон се во основни контури баш овие. Оно што сакам да го кажам е дека овој предлог закон може сите оние кои што се заинтересирани да го најдат на официјалната веб страна на Собранието на Република Македонија, од каде што го имаме и ние, кој што во претходниот период му предстоеше подготовка. Што е важно за нас како коалиција Сега? Од нашето делување уште од 2004 година, кога се формиравме како коалиција Сега, се застапувавме за нашата држава да има национална стратегија за млади, како што и секоја земја од членките на Европската унија и оние кои што не се членки на Европската унија имаат. Тоа е документ кој што секоја држава мора да го има, која што е рамка што треба државата да направи за да го подобри, за да ја подобри состојбата на младите. Во 2004 година овој процес ние се застапувавме, подготвувавме препораки кон националната стратегија за млади и уште тогаш беше идентификувана потребата за донесување на закон за млади. Понатаму во нашето делување преку различен тип на активности, комуникација, дискусии со млади на локално ниво, со владени институции, со локални самоуправи, го проверувавме моментот на што е она што е потреба и која би била правната рамка понатаму за да се подобри организирањето на младите во нашата држава. Ние имаме сега, пред овој закон, имавме закон кој што возможуваше здружение на граѓани да се дружат и да си терат некоја своја агенда. Зошто тоа не беше доволно? Последните промени на законот за здруженија, поранешно здружение на граѓани и фондации, сега само здруженија, овозможија дополнително млади, помали од 18 години, да формираат здруженија.
Но зошто не е доволно и зошто треба да има посебен закон кој што ќе биде специфична за младински организации. Минатата година, 2010 година, како коалиција сега, во соработка со Агенцијата за млади спорт, која што е владена институција одговорна за младите во нашата држава, работевме на едно истражување кое што се вика компаративна анализа на европското законодавство со македонското, кое што од експертска страна даде препораки што треба нашата држава да направи за да го интегрира своето делување како земјите на Европската унија. Оваа компаративна анализа даде јасна препорака дека треба да се подготви сеопфатен закон кој што ќе ги дефинира двата елементи: учеството и организирањето. Например, може би е интересно за пошироката јавност, компаративната анализа го истражуваше и моментот на државите кои што не се членки на Европската унија, се аспиранти како например Хрватска. Во Хрватска постои закон за совети на млади, кој што го редува само учеството на млади. Во Словенија, која што исто така блиска земја, која што неодамна членка на Европската унија, постои закон за национален совет на млади, односно закон кој што го дефинира организирањето на млади. Нашата анализа вика дека Македонија треба да направи, добро е да направи еден закон кој што ќе ги опфати двата елементи. Она што намистина ми боде очи во идејата што сака да се постигне со законот е онај национален совет што треба да представува Македонија надвор, дека во тој национален совет кој што мислам дека треба да има 25 члена, од 21 до 29. Владата предлага 13. Зошто владата да предлага членови на тој совет? Постои еден многу важен документ кој што се вика Кодекс на добри практики за зголемено учество на граѓаните во креирањето на политики. Овој документ дава различни примери како може да се зголеми граѓанското учество во донесување на одлуки кои што се битни за нив. Структурата која што се вика коменажмент структура секогаш мора да биде изградена од двата од двете страни кои што преговараат за одредено прашање. Во нашата држава, во системот на уредување, владата се грижи за политиките кои што има за цел да подобрат одредена состојба. И затоа владата мора да номинира, односно да предложи соодветни представници, наспроти другата страна да имаме граѓански организации кои што заедно ќе дискутираат по одредени политики кои што се носат. Значи Не можам да разберам како е тоа можно, владата да има амбасади, владата има Министерство за надворешни работи, владата има своји министерства, агенции за разузнавање и контраразузнавање, се и свашта. Па сега уште да имала она представници па и у невладините организации, па тоа е несфатливо. Не можам да разберам како е сега можно владата да сака да навлезе во сите пори на општеството. Па сега што треба, каде на друго место треба владата да биде присутна, мислам, да има владени представници во сите боречки организации, па пола борците да бидат од владата предложени, мислам, не разбирам. Ова е стварно несфатливо. Многу е погрешно разбран самиот концепт на структурата која што се предлага и структурите кои што функционираат и во Европската унија и во останатите земји на Советот. Зошто има толку потреба владата да контролира се? Зошто па и граѓанското општество? Зошто мора граѓанското општество да биде пред се опфатено со закон? А па многу интересно што вие кога подготвувате овој закон воопшто не ги вклучите оние другите невладени што не